буквата Ј. Јовица Гроздановски. Ова име го носи спелеолошкиот парк наречен според трагично загинатиот алпинист. Паркот е составен од 3 пештери – Врело, Убава и Крштана, како и една подводна пештера, Подврело на Матка како уникатен туристички потенцијал станува се попопуларно место за голем број туристи. Во 1994 е на иницијатива на Спелеолошкото друштво Пеони, а врз основа на стручна документација изготвена од тогашниот Републички завод за заштита на природните реткости, со финансиска поддршка на градот Скопје, Собранието на град Скопје согласно Законот за заштита на природните реткости од 1973 година донесе одлука за прогласување на кањонот Матка за споменик на природата. На овој простор посебно внимание заслужуваат карстните форми, 10 пештери со должина од 20 до 170 метри и двата пропасти со длабочина до 35 метри. Матка представува еден од најголемите рефугијални центри за време на глацијалниот период, што придонело денес на овој простор да се сретнат голем број реликтни и ендемични растенија и животни. Искуството на туристите што имале можност да го посетат кањонот велат дека чувството е уникатно. Доживувањето најчесто го опишуваат како да сте откриле нов свет. Во тој свет доминираат високи карпи и пештери, планинарски патеки, колоритни пеперутки, лековити води и растенија, средновековни манастири, различни природни мириси и така натаму. Пештерите изобилуваат со уникатни форми на сталактити и сталагмити. Секогаш при посета на кањонот ќе имате можност да поразговарате со некој локален кајакар, планинар, алпинист или угостител за убавините на овој простор. Истражувањата на подводната пештера покажаа дека е една од најдлабоките подводни пештери во Европа и во светот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.